Почитуван колега, не се согласувам дека амандманот што го поднесов не е издржан, односно сметам дека е издржан и дава предлог за решение на еден дел од проблемот. Јас не велам дека нема проблеми и онаму каде што вие ги наброивте, па се сеќавам на поплавата која што се случи во Ковица и сите добро се сеќавам, таму имаше и жртва. Се сеќаваме кој излезе на терен и кој помогна на кога беше таа поплава. Се сеќавам на поплавата во Тетово која што се случи со реката Пена и верувам дека такви поплави се случуваат и онаму каде што природата си го прави своето, човекот може да санира, но може и да превенира. Токму заради тоа велам дека мора од негде да се почне. Еве, ако вие сметате дека има проекти, има програми, јас ќе ве повикам или да ме повикате и мене заедно да појдеме да видиме докаде е состојбата со проектите и со реализацијата во соодветните министерства, да видиме дали има намера да се завршат овие проекти или не. Јас гледам дека ништо не се случува на теренот. Овие амандмани ни се предложени од страна на локалното население, кој што живее таму и во средби кажуваат кои им се нивните главни проблеми. Како што кажа, предложено уште неколку амандмани и никогаш во животот нити сум работел селективно, нити пак ме интересирало за се додека можам да помогнам за која општина се работи или за кого се работи. Така да сметам дека имате можност да ги промените работите. Вие сте власт во континуитет како партија 20 години на власт и сметам дека доколку сакате да ги решавате проблемите, треба да покажете на дело и дека ги решавате. Се другото се само памфлети и празни зборови. А еве денеска верувам дека со оваа расправа која што ја направивме, го подигнавме значење на овој проект, кој што ќе одекне во јавноста, еве да ги освестиме министрите да преземат мерки да започнат со реализација на проектот за регулација на коритото на реката Вардар. Уште еднаш ви благодарам за репликата, односно за говорот и сметам дека еве заедно можеме да направиме промени и од вас да го поддржите овој амандман како член на Комисијата за финансирање и буџет. Благодарам.